Министерот за здравство доктор Венко Филипче на денешната пресконференција нагласи дека пред нас е стабилен период во кој епидемијата е под контрола. Рестриктивните мерки што ги презедовме дадоа резултати и здравствениот систем е во можност да менаџира. Трендот на намалување на случаи продолжува, иако изминатите неколку денови имаше варијација из големен дел случаи. Во однос на изборите, сите тие процеси, овие мерки кои што ги носиме, овие предвидувања кои што ги даваме се врз основа на анализите кои што ги правевме до сега, истите параметри кои што се анализираат цело време, и во таа смисла се и овие констатации кои што ги кажав и овие предвидувања за следниот период, заради тоа што наш став, наш начин на работа во целиот овој изминат период е да сите овие мерки ги димензионираме врз основа на бројките на пациенти и сите други параметри кои што ги анализираме. Кажав зашто сметавме и дискутиравме утрово на Комисија за заразни болести дека пред нас е еден мирен период, заради тоа што имаме до сега строги мерки, сега се тие резултати веќе видливи од рестрикциите на движењето, затворени граници, така да сите овие мерки кои што до сега беа на сила ги дадоа овие резултати и според дискусијата, според сознанијата, според предвидувањата, сметаме дека пред нас е еден мирен период. Добрата вест е што најголемиот дел, односно кластерот на 80% од ковид диагностицираните пациенти е познат. Условите и олабувањето на мерките и постепено враќање во нормала се правени врз основа на 3 критериуми. Првиот е дали епидемијата е под контрола, дали здравствениот систем може да се справи со сегашниот број пациенти и евентуално поголем број, како и дали е во можност да се врши надзор врз нив и да ги идентификува нивните контакти. Основната индикација дали епидемијата под контрола е репродуктивниот број R0, кој што треба да е помал од 1, а кај нас подолг временски период е помеѓу 0,6 и 0,9, што значи дека еден пациент заразува помалку од еден друг пациент во просек. Вториот параметар, здравствениот систем и можноста на системот да се справи со ова. Ние подолг временски период практично имаме капацитети во болниците кои што се слободни, мал број на пациенти кои што се на респираторна машина, вкупната искористеност на креветите предвидени иницијално за оваа намена во ниеден момент не беше исполнет, и на клиниката каде има 40 на пациенти од 110 кревети на клиниката плюс 70 во дополнителната мобилна болница, сосем мал процент исто така во болницата 8 септември, и број на пациенти во инфективните оделенија, кои што исто така целосно не го пополнуваат капацитетот, и сето тоа може да се изменаџира. Таму каде што се појави поголем број на пациенти, тие беа трансферирани во Скопје. И третиот последен параметар, а тоа е капацитетот за надзор, откривањето на случаите, нивната поврзаност со претходно диагностицирани пациенти. Во нашиот случај анализата покажува дека над 80% од случаите имаат епидемиолошка поврзаност. Во денешната пресконференција тој обрна посебно внимание и на ризиците кои што може да ја влошат епидемиолошката слика, како што се патувањата на наши граѓани во странство и враќање назад, враќање на децата во училиште. Тоа се фактори кои што може да ја влошат состојбата, исто како и дополнителен евентуален број на заболени од сезонски грип кој што се враќа во есенските месеци.